Добродојдовте во урбаните вести. Во продолжение следуваат настаните кои го одбележаа денот. Нови детски инсталации во парковите во Скопје. Промовирана едукативна брошура за основците од Карпош. Овозможен пристап до театар комедија за лицата со инвалидитет. Продолжува трката за градоначалничкото место во градот Скопје и општините во Скопскиот регион. Во продолжение ќе погледнеме дел од активностите во предизборната кампања на некој од кандидатите за градоначалници. Во мојата изборна програма има голем број на проекти за изградба на улици и патишта во градот Скопје. Еден од тие проекти е токму и овој, тоест втората фаза од булеварот Кристијан Тодоровски Карпош, почнувајќи од Натанаил Кучевички до заобиколница. Веќе е изграден првиот дел, кој што е од булеварот Босна и Херцеговина до Натанаил Кучевички. Од овој проект ќе видат навистина бенефит граѓаните на општина Бутел, бидејќи ќе има големо расторетување на метежот, особено во утринските часови. Изминативе 10 години интересите на Скопје и неговите општини беа ставени исклучиво во функција на централната власт и на нивните бизнис интереси. На Скопје му треба тим, на Скопје му требаат луѓе кои што ќе знаат да се справат со проблемите од минатото и да имаат визија за неговиот развој. На Скопје му требаат луѓе кои што ќе покажат дека може да се управува и поинаку. Ние ќе бидеме тим во Скопје. Ќе изградиме Скопје во кое што ќе има живот за сите. Во изминатиот период беа изградени 3 нови градинки по сите современи стандарди, и тоа во Пинтија, Припот и Црниче. Ќе продолжиме со грижата за најмладите жители на општина Кисела Вода и ќе изградиме уште 2 нови градинки, и тоа во населбата Расадник и во населбата Драчево. И двете градинки ќе добијат специјализирани сензор соби, ќе се реконструираат и модернизираат по системот на енергетски ефикасност уште 5 веќе постоечки градинки. Ќе воведеме бесплатно згрижување на деца од еднородителски семејства во градинките. 4 години, за жал на Карпош, гледате сите што му се случува. Она што му се случува на Карпош е бришење на нашите зелени катчиња, бришење на нашите паркови и од зелен Карпош правење еден бетонски монструм. На овие избори Карпош има шанса да си ја врати општината, да си го освои градот Скопје. Ние тоа го можеме, ние тоа најдобро го знаеме и ние тоа убедливо ќе го направиме. Планираме да реконструираме голем број на улици, оние кои што се оштетени во населбата Мичурин, истовремено да изградиме нови тротоари, нови паркиралишта. Фасадите кои што се оштетени во овој дел од општината ќе бидат целосно реконструирани, така што населбата ќе добие еден нов сјај. Нова хоризонтална и вертикална сигнализација пред основното училиште Блаже Коневски ќе биде поставена заради безбедноста на нашите дечиња. Ќе биде целосно реконструирано детското игралиште, спортските игралишта, како и паркот во Мичурин, на кој што ќе биде поставен и автоматски систем за наводнување. Наши главни приоритети по доаѓањето на власт се изградба на градинка во Волково и доградба на постојните градинки, изградба на амбуланта во Дексион. Ќе формираме јавно предпријатие на ниво на општината, што во рок од 48 часа ќе ги решава комуналните проблеми на граѓаните. Ќе подобриме безбедноста на сообраќајот на сите улици и модерно автоматско осветлување. За економски и социјален развој нудиме целосна урбанизација на руралниот дел долж заобиколницата. Жабецот Принц, љубопитните орли и октоподот Хенк ќе бидат новите 3 атракции во детските паркови во Скопје. Инсталациите ќе бидат потполно безбедни, а нивната цел е да ја поттикнат детската фантазија. На 3 локации во Скопје ќе се постават детски едукативни инсталации. Просторната инсталација Љубопитните орли ќе се постави во парк Шумата Водно. Инсталацијата Жабецот Принц ќе им прави друштво на постојните детски содржини во градскиот парк, а инсталацијата Октоподот Хенк ќе се лоцира во паркот Македонија. Трите просторни инсталации ќе се изработат врз основа на победничкото идејно решение на авторите Александра Шулевска и Бојана Стојменовска. Овој труд беше
избран по пат на распишан конкурс од страна на град Скопје, што беше реализиран во првото полугодие од 2017 година. Новите детски содржини во скопските паркови имаат за цел да ја поттикнат детската фантазија и игра. Овозможен е пристап до театар комедија за инвалидизираните лица. За ова ќе ви информираме малку подоцна во вестите. А во продолжение, едукативна брошура од 5 лекции кои илустративно говорат за користење на пешачките премини, презимање на безбедносни мерки при возење со велосипед и користење на јавниот превоз, како и толкување на поважните сообраќајни знаци кои се поставени на коловозот. Беше презентирана денеска пред учениците од Основното училиште Лазо Трповски. Општина Карпош во соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата започна едукативна кампања кај основците за безбедноста во сообраќајот. За таа цел денеска раководителката на секторот за дејности од јавен интерес од Општина Карпош Анета Марковска-Илиевска им подели на третоделенците од Основното училиште Лазо Трповски информативен материјал насловен како сообраќајна лектира, потсетувајќи ги учениците дека безбедноста во сообраќајот е најважна лекција. Едукативната брошура содржи 5 лекции кои илустративно говорат за користење на пешачките премини, преземање на безбедносни мерки при возењето со велосипед, автомобил и користењето на јавниот превоз, како и толкување на поважните сообраќајни знаци кои се поставени на коловозот. Едукативната кампања продолжува и во останатите основни училишта во Општина Карпош, како резултат на долгогодишната соработка меѓу претседателот на локалниот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата од Општина Карпош Петра Кузмановски и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Да се овозможи поголема пристапност до театарот и театарските представи. Театар комедија новата сезона ја започна промовирајќи ги новитетите кои го олеснуваат движењето на лицата со инвалидност. За прв пат во Македонија во театар комедија ќе има и превод за глувонемите лица. Театар комедија во соработка со Сдруженијето Полио Плюс за новата театарска сезона обезбеди поголема пристапност за лицата во ортопедски колички и со потешкоти во движењето. За луѓе со хендикеп се приспособени и шалтерите на билетерницата, а обезбедени се и шкафови од гардеробите. На големата сцена пак ќе бидат извадени неколку сидишта за да се направи простор за инвалидски колички. По добиените стручни совети и по преземените активности од страна на театар комедија, тимот на Полио Плюс го обележа објектот како достапен за лицата со попреченост. За представите кои ќе бидат на репертоарот во театар комедија, ќе има и превод на текстот за глувонемите лица, а со жолти ленти ќе бидат обележани холовите за лицата со оштетен вид непричано да дојдат до салата. Голем интерес кај стечајните работници предизвика новиот закон за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна државна собственост. До сега се поднесени 816 барања, а рокот за поднесување е 1 година. До Агенцијата за вработување до денеска се пристигнати 860 барања од стечајни работници за исплата на надоместок, согласно неудамна донесениот закон за материјално обезбедување на невработени лица, поради приватизација на претпријатијата со доминантна државна собственост. Рокот за поднесување на барањата е 1 година, а барањата се поднесуваат електронски. Стечајните работници треба да прикажат само лична карта за идентификација, а останатите документи агенцијата ќе ги обезбеди по службена должност. Доколку барањето не може да се поднесе електронски, стечајните работници тоа може да го сторат во архивата на центрите за вработување. Олеснување во овој закон е тоа што не е потребно стажот да биде платен. Доволно е лицата да биле во работен однос, односно како доказ во прилог на барањето се само М1 и М2 образците. Денеска на пресконференција беше посочено дека околу 300 до 400 стечајни работници на ниво на државата не ги исполнуваат условите за добивање на доместок, односно немаат доволно години работен стаж. Со законот за стечајните работници се очекува околу 3500 лица да добиваат месечен надоместок
надомест во висина од 34% од просечната исплатена месечна нито плата од минатата година, односно по 7.596 денари. За оваа намена со ребалансот на буџетот веќе се обезбедени дополнителни средства и директорката на Агенцијата за вработување најави дека надоместокот ќе биде редовно исплаќан. Надоместокот може да го користат невработени на возраст од најмалку 52 години за жени и 55 години за мажи, со најмалку 15 години стаж во предпријатија со доминантна собственост на државата, а таму работниот однос да им престанал по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок, заклучно со 30 јуни годинава. Македонија е земја со најниска преваленца на ХИВ во регионот на југоисточна Европа и во изминатите години се изградени сите капацитети кои може да дадат одговор на ХИВ епидемија. Само е потребна поддршка и во иднина. Ова го истакна извршниот директор на ХОПС Христијан Јанкуловски на конференцијата што се одржа денеска во Скопје. Модели за финансирање на програмите за превенција на ХИВ и намалување на штети од употреба на дроги е темата на конференцијата што се одржа денеска во Скопје, во организација на Сдруженијето ХОПС Опции за здрав живот. На конференцијата беа презентирани европските искуства во однос на моделите за финансирање на кои ги спроведуваат граѓанските организации. Оваа година се одбележуваат 30 години од откривање на првиот случај на ХИВ во Македонија и 20 години од поставувањето на првата програма за намалување на штети од употреба на дроги во Македонија, отворена од страна на ХОПС. Извршниот директор на ХОПС Христијан Јанкуловски посочи дека Македонија е земја со најниска преваленца на ХИВ во регионот на земјите на југоисточна Европа и во изминатите години се изградени сите капацитети кои може да дадат одговор на ХИВ епидемија и само е потребно поддршка на истите и во иднина. Заклучно со 2017 година глобалниот фонд кој што 13 години ги финансираше овие програми завршува со поддршката за Република Македонија. Повеќе не сме земја која што можеме да пристапиме кон овие фондови заради ниската стапка на ХИВ и заради земја со средно висок економски развој. Неодамна, односно на 5 септември, владата на Република Македонија донесе одлука за финансирање на програмите и комплетно преземање од 1 јануари 2018 година со буџет од 103 милиони денари кои се доволни за превенција и третман. Предизвиците кои што остануваат сега е кој модел Македонија ќе го примени за давањето на средства од националниот буџет кон граѓанските организации. Веруваме дека нашите гости денеска од Хрватска и од Чешка ќе ни пренесат искуства како се финансираат граѓанските организации во полето на превенција од ХИВ-сида во нивните земји, за Македонија продолжи да остане земја со најниска стапка на ХИВ во регионот на југоисточна Европа. Јанкуловски додаде дека треба да се бараат и други можности за финансирање на овие услуги кои ги даваат граѓанските организации. Например, програмите за намалување на штети од употреба на дроги може да добиваат финансиска поддршка од акцизите на тутун и алкохол. Поради закажани технички зафати во електромрежата, утре во одредени периоди од денот без струја ќе останат делови од центар и кисела вода, соопшти регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, по известување добиено од Евана Македонија. Корисниците од ресторанот на тенискиот терен Југ, воен стадион, тениските терени со пропратните објекти, спортската сала Парк, ресторанот во спортската сала Парк и Луна паркот во општина Центар. Утре од 8 часот и 45 минути до 15 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Во периодот од 9 до 12 часот без струја ќе бидат и корисниците од улицата Архитект Никола Добровиќ, број 17, влез 3 во општина Кисела Вода. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведување закажани технички зафати во дистрибутивната мрежа од страна на екипите на Евана Македонија. До петок ќе превладува променливо облачно и свежо време со локални врнежи од дожд. Од среда кон четврток врнежите ќе бидат почести кон југот и најинтензивни на југоистокот на земјата. Од четврток температурите повторно ќе бидат пониски за неколку степени. За време на викендот се очекува претежно стабилно и малку посвежо време. Во продолжение следува МТМ.
Со МТМ Митео се одјавуваме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што не следевте. Довидување.